80 се извинувам години печат за деца во Македонија. Колку се тоа само многу години, но повеќе на оваа тема ќе ја вклучиме колешката Ирина Спировска, на која што ќе кажам добро утро и ќе разговара со својата гостинка која што ја имаме линковски во живо ова утро, така да Иринче, добро утро за тебе, добро утро за гостинката и ајде да слушнеме повеќе за овие 80 години печат за деца во Македонија. Добро утро, Слободанка, до тебе, до сите наши гледачи. Поздрав од книжарницата број 2 на просветно дело во центарот на градот, каде што сме со навистина еден убав и значаен повод, а тоа е, како што најави и ти, одбележување на 80 години од првото детско списание на македонски јазик, кое од печат е излезено токму во месец јануари, поточно на 3 јануари 1945 година. Интересен е фактот што првото детско списание било отпечатено пред да биде отпечатен првиот буквар, што значи дека е од огромно и непроценливо и национално и културолошко значење списанијата за деца од редакцијата Детска радост, бидејќи токму преку нив почнал да се шири убавиот македонски пишан збор. Оваа традиција со секој ново списание низ изминативе 8 децении се негува и надградува, а токму ова беше причина денес да дојдеме тука и да поразговараме со Ксенија Маказлиева Трајчева, автор на детски списанија, креативен и одговорен уредник на детски изданија и списанија и книги, едукатор и човек кој што целиот свој живот им го посвети на децата, барајки начин да им ја принесе љубовта кон пишаниот збор. Ксенија, добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи утрово што се со нас. Среќна нова година, среќни божикни празници на сите што слават. Многу среќа, многу љубов, многу здравје посакувам на сите. Благодарам во име на нашите гледачи и се разбира такви желби и за вас и за целиот тим кој што работи на овие популарни детски списанија и на детските книги, а токму еве во месецот кога се одбележува 80 годишнината е вистинско време да се потсетиме на тоа огромно значење на печатот за деца кој што навистина има огромна традиција во нашава земја. Да, така е, горди сме на овој јубилеј, 8 децении, 80 години е навистина јубилеј за почит. Таа 1944-45 е уствари првата учебна година кога наши првачиња, деца кои што го зборувале македонскиот јазик, имале можност да се школуваат токму на македонски јазик за прв пат во историјата во тогаш што току ослободена Македонија. Во тоа прво полугодие на 44 година веќе веднаш започнале подготовките за првите списанија, за првиот буквар од тогашната интелектуална фела во државата која што била на располагање и така веќе на 3 јануари, како што кажавте, 45 година излегува од печат првото списание за деца под уредничката палка на академик Славко Јаневски. И сета таа екипа што тука била околу него се навистина имиња кои што подоцна веќе се етаблираат во македонската книжевност и за деца и за возрастни и до ден денес нивните имиња останале запишани со златни букви во историјата на македонската книжевност. Списанието, првото списание кое било дистрибуирано во училиштата, предизвикало толку голема радост, затоа што тоа било првото отпечатено нешто на македонски стандарден литературен јазик и дечињата фактички тоа списание бил и првиот учебник од кој што имале можност да читат, да прераскажуваат, да го осознаваат јазикот и се она што македонскиот јазик го говореле предходно, меѓутоа немале можност да го читат, да се едуцираат на македонски јазик и воопшто не било чудно што таа година веќе тиражот на тоа прво списание бил 75.000. Можете да замислите кој е тој интерес и која била таа жет и глад по македонскиот печатен напишан збор. Подоцна низ годините се формираат посебни списанија согласно возраста на која што биле наменети, така што најстарото списание е Другарче, под името Другарче 51 година излезе
полезен. Првиот број, подоцна се оформува и Развигор, па најсвети, најмалото и денес најмалото е Росица. Знаете, сите си имаат своја наменска група на која што се наменети. Росица е за градинка и за прво оделение, Другарче за второ и трето, Развигор за четврто и пето и Насвет, кој што во моментов не излегува, се надеваме дека ќе се врати, беше наменет за децата од предметна настава, односно од 5 до 8, подоцна од 6 до 9 оделение. Сите тие списанија оставиле голема трага во детството, во младоста на секој еден, сите ние се сеќаваме на списанијата, меѓутоа нивната улога во описменувањето, едукацијата, развивањето на љубовта кон читањето оставиле неизбришива трага низ времето зад нас. Да, тоа се генерации и генерации, во чии што раце биле тие списанија и генерации кои што пораснале со списанијата и верувам повозрасната публика која утринава не гледа, со задоволство се сеќава на моментите кога секој од нас чекаше да дојде денот, кога го добивавме во училиште долго очекуваното списание на кое што бевме предплатени, како сегашниве млади генерации реагираат на овие списанија. Дали ден денес се толку читани и очекувани или дури можеби и повеќе од тоа што ние сме го правеле на времето? За среќа списанијата се уште се популарни, се уште барани, сакани и читани и од децата, и од наставниците, и од родителите, затоа што тие списанија се првично нели наменети за децата, велиме списанија за деца. Меѓутоа, тие списанија влегуваат во секој дом. Имајте во предвид дека едно списание кое ќе влезе во домот ќе го видат и мама, и тато, и дедо, и баба, па ќе се прочита нешто, па ќе се реши. Тие се пред се литературни списанија за деца, значи стои предзвикот предзнакот литературни списанија за деца, затоа што акцентот се става на литературата, на читањето, на раскази, песнички, гатанки и така натаму. Меѓутоа, списанијата и ден денес ја следат наставната програма во Чекор и содржат многу интерактивни содржини кои што се поврзани со она што тие го имаат како наставен план и програма во училиштата, па и дома. Се користат многу во училиштата, особено во слободните активности, а со моите присуства во училиште и гостувања гледам со каква радост децата го очекуваат секој нов број, што навистина ни дава и волја и желба да продолжиме понатаму. Списанијата се адаптираат на новото современо дете, значи го следат во Чекор пулсот на детето, она што му е потребно и што е корисно во неговата едукација, образование и воспитание, така што во списанијата денес имаме и аплицирано QR кодови, значи дигитални содржини кои што лесно можат да се скенираат, нели, со паметните телефони денешни и да ги однесат децата на дополнителни содржини, едукативни, литературни, синхронизирани, па и музички содржини кои што навистина им се наоѓаат како во наставниот процес, така и во домашни услови. Ксенија, вие во раце ги држите списанијата Развигор, Другарче, Росица, препознатливи за помладата публика, бидејќи сега е време на зимски распуст, кога учениците од основните, средните училишта се во своите домови и имаат повеќе слободно време отколку вообичаено за тек на учебната година. Ова е идеален период да се поттикнат децата да читаат и да го искористат слободното време што го имаат, наместо со телефон во рака, таблет или пред компјутер, токму за другарување со книгата. Може ли да ни дадете некои предлози за оние што утринава не гледаат, што вие од вашето богато искуство и секако од богатата понуда што ја имате како книжарници, како издаваштво, да им понудиме на помладите или пак еве да им предложиме на бабите и на дедовците што да им купат на своите внуци и на родителите за децата, за сите заедно да влијаеме да се развива и да се негува таа љубов кон пишаниот збор? Со задоволство секако, списанијата за деца, како што рековме, се литературни, а тие ги добија своите последни броеви непосредно пред новогодишните празници, значи може да се ги пролистат, да се ги прочитат, да се ги разгледат, да ги решат предизвиците кои што ги имат внатре. Меѓутоа, освен лектирните изданија, секогаш е препорака да се прочита нешто плюс, затоа што знаеме кои се бенефитите нели од читањето, освен што се збогатува речникот, меѓутоа книгите се и учители
учители на секоја личност, ги развиваат карактерните особини, даваат насока како да се справиме со одредени предизвици во животот, но и со книгите го осознаваме светот околу нас, оној што не обкружува, но и световите кои што се многу далечни, непристапни, можеби физички во моментот, но лесно можеме да ги посетиме со книгите. Да не заборавиме дека секоја книга, имаме и книги кои што се нели научно-фантастични, книги кои што се со многу фантазија, а светот на фантазијата е неограничен и навистина веруваме дека читањето е она кое што ја прави секоја личност подобра. Ние утрово издвоивме неколку наслови кои што би ги предложиле нели за читање за зимскиот распуст. Еве вака полека ќе ги разгледаме. Чекор до звездите за сите оние дечиња кои што сонуваат да станат популарни, независно дали како танчери, водители или пејачи. Мојата книга Борко Брзозборко во последно време исто така предизвикува голем интерес и многу наставници ја одбираат како своја слободна лектира, бидејќи станува збор за книга со современи раскази за деца, буквално извлечени од нашето современо обкружување. За сите кои што ги интересира еден ден можеби да станат истражувачи или инспектори или детективи, Агата Мистери едицијата е одличен избор. Еве имаме уште една едиција која што е нова и популарна, Пчеличките бери и нивните предизвици. Мелоди е исто така едиција која што предизвикува голем интерес. Тука имаме исто повеќе наслови, но кога ќе почнете со една, нема да запрете тука, ќе ги побарате и другите наслови. И секако книгите од Ана Бунтевска, не знам дали и колку знаат нашите гледачи дека Ана освен што пишува нели одлична поезија за возрастни, таа пишува и за деца, со работник е во нашата списанија, така што од расказите објавени во книгите издадени се две нејзини книги, Девојчиња и момчиња и Шарени приказни, исто предизвик кој што верувам дека ќе биде прифатен. Еве ова се неколку наслови кои што ете ги издвоивме утрово да ги препорачиме на младите читатели, но и да ги поканиме заедно со своите родители или баби и дедовци, како што рековте вие, да ги посетат нашите книжарници, да ги збокатат своите библиотеки, но и своето нели мисловно богатство, затоа што она што го имаме во себе, што го носиме како знаење, како умење, како вештини, развивањето на критичкото мислење, што е многу важно, особено во ова денешно време, никој не може да ни го земе, а може да го добиеме само од книгите. Ксенија, јас ви благодарам за одвоеното време, за континуираната соработка со телевизија Алфа, уште еднаш честитки за големиот јубилеј и понатаму секако ќе се дружиме и ќе промовираме вредноста на пишаниот збор и на детската литература, на списанијата кои што ги имате, со надеж дека на вистина ќе имаме секогаш нова и многубројна читателска публика. Еве тука некаде ќе го завршиме разговорот, бидејќи добивме сигнал дека времето ни истече. Слободанка, поздрав до тебе. Можеби останавме куси, не кажавме уште некои работи, но на оваа тема сигурно ќе се навратиме и во некоја од следните изданија на нашата утринска програма. Верувам дека така ќе биде, со оглед на тоа дека се наши соработници.